Драги Штипјани, оваа година и минатата не застанавме во делот на доопремување на здравството. Јас знам дека здравството има многу проблеми. И слушам, и гледам. Но сите знаеме дека имаше еден период на дезинвестирање од речиси цели 20 години, кога ретко се набавуваше опрема, кога ретко се зафаќаше некој со било какви реформи во здравството. И не случайно поранешните влади на нашиот политички противник СДСМ бегаа од реформи во здравството. Тоа го видовме сега кога ние се зафативме со тоа. Затоа што тоа е една од најболните реформи. Затоа што каде и да чепнете, каде и да се обидите нешто да промените, да подобрите, наидувате и на крупни проблеми, и на крупни притисоци, и на крупни манипулации. Затоа што таму со децении некој се навикнал да користи за мали пари да доаѓа до големи работи. Затоа што е болно и затоа што задира веднаш во судбините на луѓето. И ние се нафативме чекор по чекор, колку што можеме да менуваме таму. И таму имаме уште многу работа. Она што го направивме е поминавме една долга процедура, законска, за да можеме да набавиме посериозен контингент на опрема, која што е потребна на граѓаните, на државата и на граѓаните. Набавивме најправи медицинска опрема во износ од 5 милиони евро. А сега сме при крај на подпишување на договорите. Значи, некаде крајот на следната недела треба да се доподпишани сите договори и да почне испораката некаде до април-мај да пристигнат поголемиот дел од опремата во вредност од 68 милиони евра. Заедно со опремата што дополнително ја набавуваме за автоматологија и за градската болница во Скопје, ќе достигнеме и со оние 5 милиони од минатата година вредност од околу 90 до 100 милиони евра инвестиции во опрема, апарати, инструменти за здравството. Продолжуваме исто така и во делот на социјалата. Минатата година беше кризна година. Да ве подсетам, вие тоа добро го знаете и го слушате. Многу влади ги намалија платите во администрацијата. Многу влади ги намалија пензиите на пензионерите. Некои од владите доцнеа, и тоа многу, не за 2-3 дена, како што нас знаат да не искритикуваат кога ќе задоцнеме неколку дена и со социјалните помошти. Во 2009 година, во најкризната година во последните 80 години, немаше ден каснење на плати во јавниот сектор. Немаше каснење на пензии и немаше никакво сериозно каснење на социјалните помошти. Успеавме во тој период тоа да го обезбедиме и да го обезбедиме онака како што преходно и го зголемивме, затоа што вие знаете дека преходно на 2 пати по 10% ги зголемувавме платите во јавниот сектор и на 3 пати ги зголемувавме пензиите на пензионерите во вкупна вредност од 21 или 22% за првите 2,5 години од нашето работење. Што сигурно ќе продолжеше и во кризната, и во 2009 година, доколку таа не беше кризна. Но ние ќе се обидеме и понатаму. Штом се создада за тоа услови да правиме придвижување и за пензиите за пензионерите, и за платите, и за социјалните помошти. Затоа што тоа е наша обврска и затоа што тоа е потреба на сите нив. И не сакаме да дозволиме, особено за пензионерите, да бидат оставени на работ на маргините на општеството. Толку затоа, покрај тоа зголемување на пензии, оваа година им понудивме уште еден проект кој што тие преходно го бараа. А тоа е проектот за испраќање на голем број на пензионери да користат 7-дневен престој на бања. Бесплатно, со покриени трошоци, со пон пансион. На почетокот, на многу луѓе тоа им изгледаше шала, на многу луѓе тоа им изгледаше нешто предизвано било, вакво било, такво било, ама после луѓето си го сватија сериозно. 26.000 пензионери се јавија и сите тие во наредните 2,5 години, тргнувајќи од месец февруари, ќе можат да искористат оваа можност што е понудена. Нормално, чекор по чекор, бидејќи капацитетот е 10.000 годишно. Исто така, продолживме со нашите активности поврзани во делот на социјалата, со изградба на социјални станови, вклучувајќи и тука во Штип. Продолживме со расширувањето на мрежата на отворање на народни кујни за оние граѓани кои што се најранливи, на кои што најмногу им е потребно тоа.
Продолживме исто така и со други активности во делот на труд и социјалата. Но продолживме и со подготовка за многу инфраструктурни проекти. Минатата година започнавме изградба на 5 регионални патишта во Македонија. Патот кон Кожув, патот кон Куклиш-Банско, патот Радови-Струмица, патот Железничко Охрид и патот кон Реканскиот крај. Она што е важно за ова и за следната година е дека започнуваме неколку крупни проекти во областа на инфраструктурата. Едниот проект е изградба на локални и регионални патишта во вкупна вредност од 120 милиони евра, обезбедени главно преку Светската банка. Тој проект започнува сега, во овие месеци. Февруар, март, април, ќе трае ова и следната година. Ќе се изградат 200 локални патишта и 200 километри регионални патишта. Веќе се прават подготовки, се вршат мерења на патиштата, подпишани се договори за изградба и така натаму. Тоа е едниот проект. Тој проект ќе биде спроведен во сите општини, затоа што се внимаваше да нема општина која што ќе се заобиколи. Тој проект ќе се имплементира и тука во општина Штип. Отворивме процедура за изнаоѓање на компанија која што би била на некој начин концесионер за автопатишта во Македонија. Таа процедура е веќе отворена и очекуваме во наредните неколку месеци да заврши и потоа да почнат подготовките. Доколку се оди според планот, јас се надевам дека во текот на оваа година ќе завршат сите подготовки и крајот на оваа или следната година првиот квартал да започне физичка градба. Се работи за следните патишта, како автопатишта. Тие ги имаме и во програмата ветено. Скопје-Блаце, Коридор 8, Крива Паланка, Куманово, потоа од Куманово до Скопје-Гостивар има автопат и Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, албанска граница. И во првата група е автопатот Скопје, Свети Николе, Штип, Кочани. Директно, значи, да не се оди преку Велес. Тоа е првата група. Доколку добро завршат работите со првата група, потоа размислуваме за втора група на уште еден број на автопатишта во Македонија. Но пред тоа ни престои голема обврска оваа година да ги завршиме овие комплексни процедури. Исто така, почнуваме годинава и проект, некаде втората половина на оваа година, од околу 70 милиони евра за изградба на водоводи и канализации низ цела држава. Тоа е главно во делот на инфраструктурата. Се разбира, продолжуваат и тековните проекти како патот Радови-Струмица и други. Она што е исто така важно е почеток на градба на проектот за аеродроми. Некаде во март или април ќе започне градбата на аеродромот во Скопје, на пистата и на терминалот, на новиот терминал, реконструкцијата во Охрид, а по известен број години, откако ќе завршат сите потребни мерења кои што се по меѓународни стандарди и по директивите на Европска унија, ќе започне и градбата на карго аеродромот во Штип. Но се разбира, за тоа ќе ни бидат потребни повеќе години. Она што е важно е дека тој аеродром влезе во договор, дека странскиот партнер го има подпишано договорот, требаше да почне во третата година, ќе почне подосна, неколку години подосна, можеби 5 до 10 години од сега, но важно е дека влезе во програмата, подпишаме, порано или подосна, тој проект нема да може никој да го изгради. Исто така, еден од побитните проекти за оваа година е и во делот на железничката инфраструктура. Вие знаете дека во 90-тите години железницата кон Бугарија само почна да се гради и застана. Така беше тогаш во тоа време. Сега се обидуваме да го вратиме тој проект назад. Тоа е исто така дел од нашето фокусирање. Веќе преговаравме со сите оние компании кои што порано го имале добиено тендерите тамо 92-3 година и кои што вршеле одредени работи и прекинале. Ни беше укажано од сите меѓународни банки дека ако сакаме да добиеме поддршка, ќе мора прво со нив да ги расчистиме должничко-доверителските односи. Тоа веќе го направивме. Сега веќе се фокусираме на изработка на нова физибилити студија
во соработка со една меѓународна институционална банка и се надеваме до крајот на оваа година процедурите со таа банка да завршат